Почитувани, навистина Струмица и Куманово се првите гасифицирани општини во Република Македонија со природен газ. Сами со сопствени средства изградивме гасоводни мрежи на територијата на нашите општини, монтиравме опрема, ги припоивме сите наши локални институции и ја подготвивме целата безбедносна документација кога се работи со природниот газ. Овој месец започнуваме со прифаќање на сите барања на граѓаните кои што се заинтересирани да се приклучат на гасоводната мрежа во нашите две општини. Ќе се приклучат сите домакинства за тоа што ќе пројават интерес за приклучок на газ, а наша конечна цел е колку што може повеќе домакинства да бидат приклучени пред почетокот на грејната сезона во октомври. До сега имаме и конкретни ефекти поради овие инвестиции кои што ги правиме како општина. Се создаде едно огромно охрабрување за инвестирање во нови производствени погони во фабрики. Во Струмица пред почеток на изградба се 20 нови фабрики и производствени погони. За 7 од нив веќе имам како градоначалник дадено одобрение за градба, а останатите 13 се во постапка на добивање за одобрение за градба. Овој пролетен и летен период ќе се градат 20 нови производствени погони. Сите овие фабрики се гринфилд инвестиции во Струмица и помеѓу другото се овде токму кај нас заради природниот газ. Убавината е во тоа што отвараат нови 1300 работни места. Ги надминавме со еден ваков потек сите погодности и субвенции што владата на Република Македонија ги дава во сите споменувани слободни економски зони. Со една проста, со една едноставна инвестиција во енергетски проект кој што се вика гасификација на нашите две општини. Овие инвестиции ќе им се вратат многу брзо и на нашите две општини, но и на нашите граѓани. А придобивките се следните. Заштеда од 1 милион евра само од затоплување на јавните државни и општински институции разместени во Струмица и Куманово. Заштеди од 20 милиони евра за фабриките во нашите општини. Заштеди од преку 30 милиони евра годишно за домакинствата кои што во иднина ќе се греат на газ. Придобивките се новите работни места, нова огромна потрошувачка моќ во стопанството, кој што значи и зголемен капацитет на инвестирање од страна на домашните фактори на инвестиција, тоа се и граѓаните и правните субјекти, и истовремено огромни еколошки придобивки за сегашните и идните генерации. Носиме здравје на нашите граѓани. Колку ли само ќе беше поразлична Македонија, доколку владата навистина наместо во толку секојдневно споменувани непродуктивни проекти инвестираше во гасоводна мрежа на Република Македонија или во било каков нов енергетски проект. Овие придобивки веќе се присутни во нашите општини, а се надевам дека дополнително ќе зрачат огромна позитивна енергија и ќе пуштат силен позитивен импулс како две точки од нашата Македонија за придобивките кои што со себе ги носат овие два значајни енергетски проекти во нашата земја.